Ние во овој период од 100 дена, влада, кажете ми еден проект кој е реализиран, односно кој е започнат, освен ако не го сметате за проект заемо, пола милион, или можеби она недефинирана фирма која дојде тука на почеток од првите 5 дена да каже дека ќе почне да гради ветерен парк и ја снема. Исчезна од радарот, иако и за тоа имав одговор уште тогаш, само го премолчев. Ветерен парк треба да гради МЕПСО, треба да гради државата. Како што трет мобилен оператор треба да биде државен, да се искористат ресурсите на МЕПСО. Има луѓе во ВМРО ДПМН кои се многу умни и кои имаат кажано сето тоа. Го имаат изработено, универзитетски професори кои сето тоа го правеле и кои му го кажувале. На влада, кажете ми еден проект кој е реализиран, односно кој е започнат, освен ако не го сметате за проект по земјицата заемо, да? Заем. Да. Од пола милион, или можеби она недефинирана фирма која дојде тука на почеток од првите 5 дена да каже дека ќе почне да гради ветерен парк и ја снема. Исчезна од радарот, иако и за тоа имав одговор уште тогаш, само го премолчев. Ветерен парк треба да гради МЕПСО, треба да гради државата. Како што трет мобилен оператор треба да биде државен, да се искористат ресурсите на МЕПСО. Има луѓе во ВМРО ДПМН кои се многу умни и кои имаат кажано сето тоа. Го имаат изработено, универзитетски професори кои сето тоа го правеле и кои му го кажувале. Ама знаеш по која приказка он се води? По приказката дај да ги смешаме работите, па колку повише ги смешам работите, толку понејасна ќе биде работата. Што направи во однос на дигитализацијата министерот за дигитализација? Ништо. Имаме министер за надворешни работи кој е статива. Вие знаете како функционираше ВМРО ДПМН 7 години од позиција на опозиција. Значи ВМРО ДПМН не се спремаше ниту со кадри, ниту со идеи, ниту со програма. ВМРО ДПМН се спремаше со луѓе лично лојални на Христијан Мицкоски да му ја хранат суетата. Колку се луѓето изгубени. Ми праша некој за казината овдека. Аустрија казино од Босна? Да, само ме. Аустрија казино од Босна. Па така е. Така е. На Додик казиното им ги зема лиценците на другите за да. Вака сега за казината. Значи, а кој има, се извинувам, Александар, а кој има влијание врз Додик? Ви текнува? Путин. Друг? Орбан. Инаку Додик сакаше, Игор Додик сакаше, син му на овој, сакаше да ја купи Алфа едно време пред 3-4 години. Да. Значи како стои ситуацијата и каква е распределбата по, значи збориме сега како точно функционираат игрите на среќа во Македонија, казината и онлайн овие кладилници и казина. Значи вака. Државна лотарија на Македонија формира трговско друштво заедно со заинтересираното приватно казино. Значи, Државна лотарија на Македонија заедно со Казино Австрија формираат едно трговско друштво во кое што Државната лотарија на Македонија има 51% од уделите, а Казино Австрија има 49% од уделите. Ова друштво е формирано во 2013 година. Потоа се јавува нов интересент кој што сака да влезе, ново казино, кој што сака да влезе на македонскиот пазар, а тоа е Новоматик. Новоматик инаку е едно најако казино во Европа. Инаку Новоматик е казино во кое што член на управен одбор, ако не се лажам и председател на управен одбор, е Јоханес Хан. Да. Во 2014-15 се појавува и Новоматик и изразуваат подготвеност да влезат во пазарот на игри на среќа во Македонија. И Државна лотарија на Македонија прави ново трговско друштво со Новоматик. Значи, Државна лотарија има 51% од уделите во трговското друштво заедно со Новоматик. За да не бидат само две, што би рекол Мицкоски, да не бидат дуопол, да бидат триопол, Државна лотарија на Македонија си прави нејзино сопствено трговско друштво без ниеден друг приватен удел, си прави
сама, за да има контрола и на конкуренцијата во игрите на среќа во државата. Значи, во 2013 Казино Австрија заедно со Државна лотарија на Македонија формираат такво трговско друштво за приредување на игри на среќа. И од 2013 ова трговско друштво, Државна лотарија на Македонија и Казино Австрија заедно во една фирма, функционираат на пазарот. Новоматик го има формирано друштвото, но не работи, има нула активност во Македонија. А самостојното Државна лотарија на Македонија друштво кое што го има, казината на Државна лотарија, тие си функционираат самостојно. Значи во 2013 година е дадена лиценцата. 2013 министр за финансии е Зоран Ставревски. Лиценци за казина дава Министерството за финансии. За онлайн казина во 2017 година Државна лотарија на Македонија повторно прави истата шема во корист на државата, нели да биде. Сега. Да биде појасно, во 2017 се носи правилник дека во Македонија, заради тоа што во Македонија функционираат преку 2000 странски онлайн казина, да се направат македонски онлайн казина за да не се излеваат девизите од македонската економија. И велат ај ќе направиме наши домашни македонски онлайн казина и прават Државна лотарија на Македонија заедно со Тувин прават ново трговско друштво за организирање на игри на среќа на интернет. Тувин е на Казино Австрија. Исто така, во таа фирма Тувин 57% од уделите ги има Државна лотарија, 49% Казино Австрија за онлайн. Се формираат уште 1, 2, 3, 4. Се формираат уште 4 фирми за онлайн коцкање и сите 4 фирми приватни прават трговски друштва со Државна лотарија на Македонија, во кој што Државна лотарија на Македонија има 57% од уделите, а 49% има приватниот сопственик. Значи, Државна лотарија за Македонија прави со Моцарт, со Везувио е инаку словенска фирма, Моцарт е српска и Евротип е македонска. Евротип мислам дека од Битола. И сите прават онлайн казина. Се прави и 5 онлайн казино, кое што е во 100% на собственост на Државна лотарија на Македонија. Овие претходниве со приватници се по 57% е Државна лотарија, а има и уште едно 100% самостојно. Лиценците на овие им се даваат во 2017 година. Кога премиер на владата е Емил Димитриев. 17-та пред 1 јуни. Да. Емил Димитриев. Прашањето е: кој е одговорен сега? И кој треба да одговара? Вие немате толку проучено работата, шпекулирате и ставате во опасност, може би дел од најдобрите кадри на државава, ги ставате во опасност да бидат евентуално кривично гонети заради тоа што вие сакате да правите пиар. Размислете кои се луѓе ќе ги ставите у кал, у белја, затоа што вие не сте промислили. Луѓето се, значи ни криви ни дужни, едни од најдобрите кадри од држава. Ама генерално Александар, и сега што, се извинувам, сега што прават? Сега ги укинуваат лиценците за онлайн казина на сите овие, меѓу кои што ги укина. Да, меѓу кои што и на Казино Австрија. Ама на нив им го врати. Не. Што ќе се случи сега? Укинувањето на лиценцата и договорот на Казино Австрија и на сите други онлайн казина со одлука на владата одлучува да се раскинат. Ќе треба да ги кој ќе плати? Ќе треба да ги раскине директорот на Државната лотарија на Македонија, Александар Климовски. Со што директно ќе биде кривично одговорен за нанесување на штета на буџетот од најмалку, како што викаат они, 500 милиони евра. Еден заем. Еден заем. Пола заем.
Еден од 500 зема сега. 500 зема. Честни да бидеме, да не манипулираме со... Што е трагедијата? Трагедијата е дека Тувин, Казино Австрија, веројатно ќе ги црта условите за следниот повик за онлайн казина, кој што ќе може да ги исполни само Казино Австрија. Тоа се прави во моментов. Поголема корупција, здравија. Ја овдека не знам, овдека направиле, владата на Груевски направила многу добро решение. Државна лотарија, сакаш казино да имаш, да. 57% ќе биде државата у твоето казино. Супер. И тоа го направиле и тие го прифатиле сите. И тоа е тоа. Сега кога се појавиле врз основа на тоа решение на владата на Груевски, биле прво само Казино Австрија, после се појавиле уште 3 други. И Казино Австрија го губи монополот, со што губи приходи од околу 20 милиона на годишно ниво. Ги губи заради тоа што има конкуренција. А нормално има конкуренција? Сега ќе нема конкуренција. Сега ќе нема конкуренција. Тоа во моментов се случува со државна лотарија на... Мене ме интересира една работа, дали Климовски го знае тоа како последица и дали му сугерирал на Мицкоски, дали воопшто некој во владата од кадрите на Мицкоски му сугерирал каква белја може да направи и во каква була може државата да... На Климовски му има текнато, меѓутоа му има текнато касно и затоа ги нема раскинато сам договорите, туку има барано од владата да донесе одлука па да се покрива со одлука на влада, со што ќе го имплицира Мицкоски, ама не е битно тоа. Он може и он ќе одговара. Он може да го имплицира. Спроведување на противзаконско решение. Така е, он ќе биде прво обвинет. Точно. Дополнително, Александар Климовски треба да знае, бидејќи е правник, што треба да знае. Има тоа му е отежнувачка околност. Отежнувачка околност и треба да знае дека има судирни интереси. Он доаѓа на местото во државна лотарија, директор на државна лотарија, доаѓа како правен советник во Казино Австрија. Он излегува од Казино Австрија како правен советник и влегува во... Во овој момент не го знаев. Ова е пострашна работа. Да, и влегува како директор во државна лотарија. Сега, дали вие мислите, Оливер Андонов, вас ве прашувам, гледачиве, дали мислите дека оваа влада има честни намери и дали мислите дека оваа влада ќе направи нешто друго освен да од гилиптари да станат милионери? Ама јас тоа го кажав уште во предизборието дека капацитетите на Мицкоски се насочени кон лукративни цели. Па пред малку го зборувавме тоа, нели бевме во една дилема дали е глуп, дали е лукративно расположен или некој го мести во приказката. Така беше дилемата. Трилема уствари беше како беше. Да. Токму затоа, види Александар, токму затоа се појави и фракцијата во партијата и токму затоа зборувавме за нејзина демократизација. ВМРО-ДПМН има доволно капацитети и луѓе внатре кои се способни, но кои се маргинализирани во партијата, а ние како фракција сакаме да ги разбудиме тие луѓе за да ја демократизираат партијата и ВМРО-ДПМН да го покаже својот вистински капацитет за водење на државата, бидејќи луѓето, членовите на ВМРО-ДПМН се генерално работливи луѓе. Ретко кој од оваа бранша на пријатели на Христијан Мицкоски за кој некој од нив спомнавте од Министерството за земјоделие, за кој знам дека никогаш ниту имале капацитет, ниту нешто работеле. Се им било како некој да смотаат некоја паричка. На време приватни автобуси држеа, па го чекаа шоферот, еден го чека во Ново Лисиче, другиот го чека во Ѓорче за да му ги земе парите. Да. До таму се одеше. Не се. Со такви луѓе, со таков некапацитет и потиснување на кадрите на ВМРО-ДПМН кои имаат капацитет, предмалку кога зборувавме со Милош, нели му реков, има луѓе умни во ВМРО-ДПМН кои имаат веќе ставено во програми, имаат предложено и тие не се ставени на ниедно место, ниту им се прифатени предлозите за трет мобилен оператор да биде МЕПСО, односно да се искористи државен да биде, не мора МЕПСО да биде државен да се формира, да се искористат оптичките кабли на МЕПСО, линиите кои ги има сателитски македонската телевизија, радиодифузијата македонска која ќе живне,
на тој начин, туку треба да се направи бизнисот со унгарскиот 4G во кој има кинески капитал. Затоа не може да ми објаснува мене Орбан дека он нема врска со кинески пари. Мислам, и тоа беше една од хипокризиите. Ние кредитите жели што ги зимаме од Кина се предвидени точно по проекти, а од Европска унија ќе ви даваме европски пари. Баш токму напротив, кинезите ти даваат пари, не ги интересира што работиш. Да. А Европска унија ти дава пари и ти вика тие пари се за тоа. Тоа му е проблемот на Мицкоски, затоа ќе земе 500 милиони од европска земја, нели, од Унгарија преку Ексим банка, кој ќе ги дели пола, ќе ги даде на општините за да може да ги корумпира граѓаните и да ги купи изборите, ако може локални кој сака да ги помести, нели? А другите ќе ги дава во фирми. Ама како беше тоа? Мислам дека тоа вчера или завчера слушнав со 100.000 евра минимум кој треба да ги има фирмата. Што сака, прашањето е што сака албанските партии во однос на казината. Значи, ако ме прашува што сакале Дуи поднесува заедно со СДСМ закон со кој што се предвидуваше казината и кладилниците да бидат оддалечени на 500 метри од школи, градинки и не знам што се не образовни институции. Значи бидат оддалечени минимум 500 метри. Тоа значи дека никаде во градот ќе нема, ефективно ќе нема никаде во градот ни кладилница. Можност за казино. Заради тоа што на 500 метри од секоја школа има градинка, на секој 500 метри градинка има школа, средно, основно и така натаму, што ефективно ќе значеше кладилници и обложувалници да бидат извадени на периферија на градот. Тоа го бара, на пример, Дуи. Тоа што денес го прави Влен. Тука имаше една работа, ќе те прекинам, Александар, имаше една информација дека Заев се обидува исто да влезе во бизнисот. Да, они викаат дека ќе влезеле некои бугари сакале да влезат и слично. Заев преку перење на биткоинти кои Да, имаше цената за името како беше. Да. Да не забораиме. Да, еве, ајде, нека докажат. Најдоа кристали од лустер. Нека докажат. Да, 5 милиарди груевски извади истата приказка таа. 5 милиарди груевски извади. Пари се тоа. Сега. Еден буџет македонски. Сега, прашањето е што прави Влен? Влен игра по нотите на ВМРО. ДПМН по однос на ова прашање, бидејќи Влен не сака да се замери со ВМРО за овој бизнис. Тој веројатно се искеширани. Да, искеширани се Влен. И Влен сега со одлука на влада ќе забранат